Утро, пладне или ноќ. Твој пријател во секој дел од денот. Радио Слободна Македонија. Така, Радио Слободна Македонија, 39 минути по 15 часот. На сајтот на РСМ веќе е најавено е нормално и на фан страната на Facebook на Радио Слободна Македонија. Еве сега во етерот сме. Градовите се среќаваат во Скопје вечерва, а денеска во Ифемврева го имаме модераторот на настанот Градовите се среќаваат во Скопје, господинот Казим Зейнула од Турскиот културен центар Юнус Емре. Инаку господинот Зейнула е модератор на она што вечерва ќе се случува во Старата Скопска чаршија со почеток во 18 часот и 30 минути. А каде на друго место на калиографски начин би се сретнале градовите ако не во Стара чаршија, нели? Значи во Чифте Амам вечер во 18 часот и 30 минути, дами и господа, се отвара нешто несекојдневно, необично, нешто што ќе не нурне во патината на времето. Калиграфска изложба Градовите се среќаваат во Скопје, на која ќе бидат представени уметнички дела на младиот калиграф Махмут Енес Кемер. Ова изложба е организирана во соработка со Турскиот културен центар Юнус Емре и Сојузот на турски невладини организации во Македонија. Токму затоа во Врева на радио веќе најавениот модератор на изложбата господинот Казим Зейнула. Добар ден, добре дојдовте во Врева на радио, и тоа не на било кое радио, туку на брановите на Радио Слободна Македонија. Господине Зейнула, докаде, заради тоа што нели вие сте модератор на изложбата и заради тоа што вие говорите сосематично македонски јазик, а за жал младиот калиграф Махмут Енес Кемер не говори македонски јазик, за да може да биде континуирана интеракцијата, да немаме успони и падови, односно да немаме запирање и повторување на неколку светски јазици. Предпоставивме дека е најдобро модераторот да биде денеска гостин во Врева на радио, Казим Зейнула. Добар ден, добре дојдовте. Дали се слушаме и повелете што ќе се случува всушност денеска во 18 часот и 30 минути во Чифте Амам? Добар ден, добро ве најдовме. Јас на почетокот би сакал да ви заблагодарам на вас за вашиот интерес на вечерашната изложба и што ни дадовте приликата преку вас да се обратиме до македонската јавност и да се обидеме малку повеќе да ги информираме за овој значаен настан. Вечерва, како што кажавте, во 18 часот и 30 минути ќе имаме приликата во историскиот Чифте Амам во Стара чаршија да ја инаугурираме изложбата Градовите се среќаваат во Скопје. Еден проект кој всушност започна како една студентска иницијатива, бидејќи и самиот калиграф Махмут Енес е студент од Република Турција во Скопје. При тоа што успеавме и ние како институции, како Сојуз на турски невладини организации во Македонија, Матусите и Институтот Юнус Емре Скопје, да им дадеме потребната поддршка за да го реализираме овој значаен проект. Вечерва љубителите на уметноста ќе имаат приликата да ги посетат делата кои всушност ќе не носат на едно патување од далечниот исток до европскиот континент, односно ќе ги соединуваме, ќе ги среќаваме градовите, започнувајќи од Урумки до најисточниот град, па се до Кордоба, до најзападната точка. Станува збор за еден проект, еден курс за калиграфија кој е започнат во декември 2015 и кој заврши оваа година со поддршка на Сојузот на турски невладини организации во Македонија и Институтот Юнус Емре вечерва даде посебна поддршка во реализација на оваа еминентна изложба, каде што ќе имаме можноста да ги видиме делата на 18 курсисти учесници на овој курс и на Махмут Енес. Се надеваме дека, како што кажавте, ова е нешто сосем различно од она што се нуди кај нас. Има еден посебен здив, еден посебен бекграунд, па се надеваме дека љубителите на уметноста ќе ни се придружат вечерва и ќе уживаат за нас во оваа изложба. Така, само да напоменеме, што е калиграфија? Исламски краснопис вели Википедија. Што ќе кажете вие? Дел од арапското писмо е, така? Тоа е дел од арапското писмо кое секако дека потекнува од исток и еден вид на уметност која се користи во повеќето источни земји и во местата каде што била простирана таа култура и цивилизација.
вечерва ќе ја имаме приликата да видиме белези од разни градови, како што спомнавме, почнувајќи од Урумки, од најисточниот град, па до прекрасните градови на Арапскиот полуостров, Мека, Медина, па до еден од најубавите градови на Анадолија имаме Конја, секако тука не може да го изоставиме Истанбул, како еден прекрасен град за сите нас. Тука го имаме Скопје, го имаме Сараево, го имаме Белград, па се до Кордоба. Кордоба, Шпанија, така. Да, Шпанија. Прекрасно. Ќе ги имаме преубавите белези на сиве овие градови, така да јас би сакал да ја користам оваа прилика да ги поканам сите љубители на уметноста да не се придружат на свечената инаугурација вечерва која е во 18:30. Така. Се одржи во Чифтама. Чифтама, јас доаѓам сигурно. Казим Зејнула, модератор на градовите се среќаваат во Скопје денеска во ефемврива на Слободна Македонија. При да ви се заблагодарам, до кога ќе биде отворена оваа изложба? Ако има по некоја евентуалија вечерва, едноставно некој не стигна на отварањето. Изложбата во следниве 5 дена ќе биде отворена за љубителите на уметноста во Националната установа Чифтама. Која што се наоѓа така во близина на Сулијан, факултетот за ликовна уметност во Стара Скопска чаршија. Благодарам многу за учеството во ефемврива на Слободна Македонија. Се гледаме пријатно. Се гледаме вечерва, значи ова беше модераторот на изложбата Градовите се среќаваат во Скопје, која вечерва, поточно попладнева во 18:30 ќе биде реализирана во галеријата Чифтеаман во Старата Скопска чаршија. FM Врева.